Деталите од безбедносните проценки на надлежните институции во однос на личната сигурност на Артан Груби биле презентирани пред судија на претходна постапка кој одлучувал по предлогот на основното јавно обвинителство Скопје за замена на ефективниот притвор со куќен. Ова го соопшти јавното обвинителство на Република Македонија одговарајќи на реакциите во јавноста во врска со предметот државна лотарија. Од обвинителството нагласуваат дека мерката куќен притвор, особено кога се спроведува со 24 часовен надзор, представува затворска мерка согласно Законот за кривична постапка, но се издржува надвор од затворските услови поради постоење специфични околности. Во конкретниот случај, како што наведуваат, биле исполнети такви услови, бидејќи по проценка на Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за национална безбедност постоеле сериозни информации дека во притворското одделение не може да се гарантира неговата лична безбедност. Обвинителството истакнува дека како единствен и самостоен орган постапува исклучиво врз основа на законските одредби, дека од особена важност е тоа што осомничениот е обезбеден и што кривичниот прогон продолжува. За Груби е спроведена финансиска истрага и обезбедени се најголем дел од доказите во кои одбраната веќе врши увид. Од ненаиденото појавување на граничниот премин Блаце во раните утрински часови, па се до одлуката на Основен кривичен суд Скопје да го прифати предлогот за куќен притвор со дополнителни мерки за обезбедување присуство, случајот предизвика бројни реакции во јавноста и меѓу политичките партии. Груби е второосомничен во предметот за наводни проневери во државна лотарија, заедно со граничниот директор Перпарин Бајрами, кој се уште е недостапен за органите на прогонот. Двајцата се товарат за кривично дело проневера во службата, со кое според наводите предизвикана штета од 8,1 милиони евра. Во меѓувреме продолжуваат и политичките обвинувања меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН во врска со одлуката на судот, при што од опозицијата обвинуваат за политички договори, додека од владеачката партија возвраќаат дека револтот во јавноста е резултат на состојбите во правосудниот систем од изминатите години. Од обвинителството апелираат на воздржаност во јавните коментари за легитимно донесените јавно обвинителски одлуки, со цел да се овозможи ефикасна и правична постапка.